Од денеска започна да функционира модуларната болница во Кочани, која е дел од 17 модуларни болници кои се градат ширум државата за лекување на пациенти заболени од коронавирусот. Модуларната болница ќе има капацитет за дополнителни 30 кревети со најсовремени услови за лекување, изјави министерот за здравство Венко Филипче при денешната посета во Кочани. За болницата во Кочани, заради тоа што таа обслужува огромен број на пациенти од целиот источен регион во државата, тука доаѓаат пациенти од Белово, од Виница, од Пехчево, од Пробишти, од Каменица и така натаму. Модуларната болница ќе биде опремена со дополнителен ЕКО апарат со сите сонди и подвижен дигитален рентген апарат за да служи на потребите не само за ковид пациенти, туку и за другите специјалности. Меѓу другото, Филипче истакна дека масовната вакцинација на населението ќе започне или со вакцината на AstraZeneca или со кинеските вакцини. Имаме некакви најави, тие најави се за крајот на месецот, почетокот, првите недели од месец април, но повторно, имајќи го искуството од досега, искуството од останатите, земји искуството кој што го имаме со ковакс системот, сите тие соочени со тој предизвик, тогаш кога ќе бидеме сигурни дека тргнале вакцините, кој нашата земја ние тоа ќе го објавиме. Она што комплетната јавност во моментот најмногу ја интересира е и дилемата дали ќе има нови рестриктивни мерки. Дека на почетокот на следната недела очекуваме некакви резултати од воведениот полициски час од 22 часот до 5 часот наутро, што беше целта да се ограничи движењето комуникација на младите кои што интензивно комуницираат паркови, јавни површини, па дури и по домови. После затворањето на многу селските објекти беше констатирано дека тие се еден од главните преносители на вирусот, тоа го гледаме од возрастните групи на новодиагностицирани пациенти. Ние сме спремни да въведеме дополнителни рестриктивни мерки, доколку сегашните не дадат посекувани резултати. Инаку забраната за движење на населението во временски период од 22 до 5 часот наутро беше воведена на 10 март, а истата треба да заврши во понеделник на 22 март.